Во врска со прашањето за докаде е процесот на деинституционализацијата и како планирате да обезбедите поддршка во поглед на сервисите за поддршка и обезбедување на персоналната асистенција на лицата со попреченост и така натаму. Одговорот што го добив апсолутно не задоволува, затоа што во врска со вашиот одговор вие не одговарате, туку вртите нешто одоколу. Не е спорна националната стратегија за деинституционализација, процесот и начинот со кој само забрзано се вадат лицата без претходно да им се обезбеди поддршка и без да се воспостават сигурни и безбедни сервиси за поддршка. Тоа е еден голем проблем. Туку секако е инфраструктурата на локалната заедница која сите знаеме дека не е ни пристапна, ни достапна за лицата со попреченост кои не се во институции, а да не зборуваме за оние кои ќе излезат од институциите кои имаат потреба од поголем број на сервиси. Во поглед на динамиката, вие најдете оправдување во 4 UN агенции, оправдување може да ви дадат самите лица. Едно е она што се прави во делот на правата на тие лица, меѓутоа ако ги прашате нив, ќе ви кажат дека воопшто не се задоволни, дека овој обем на поддршка ни оддалеку не им е доволен за да живеат сами. Незадоволството не постои само кај лицата со посебни потреби, туку и кај самите персонални асистенти. Начинот на нивното ангажирање, обуката, непостојањето на стандарди се исто прашање доста дискутабилни. Начинот на селекција на луѓето кои ќе ја дават услугата и изборот и контролата која треба да ја прават самите лица. Јасно е дека имате зацртано сите да излезат, впрочем, и тоа ни е обврска, но сметам дека не требаше да постапите со ова темпо, нити да форсирате нешто за кое што и вие како министерство се гледа дека не сте спремни. Во одговорите зборувате за групни домови, а врските кои се преземени, конвенцијата ни зборуваат за друго. Одговарате дека максимално сте го зеле пристапот на конвенција и правото за избор на лицата, а ако е така, тогаш одговорете на некои прашања. Јас овие прашања исто ќе ви ги поставам во писмена форма, сега ќе ги поставам тука и ќе барам во следната фаза да ми бидат писмено одговорени. Зошто процесот на деинституционализацијата е ставен на сместување на лицата со попреченост во малите групни домови, наместо на услови за самостојно живење? Самостојно живење не е само преместувањето од институцијата во стан. Како ја оправдувате дискриминацијата по основ на возраст и во пилот програмата за персонална асистенција? Како и на кој начин ги бирате местата за дислокација на лицата од институциите? Како ја обезбедувате согласноста од лицата да бидат дислоцирани? Како ви е обезбедено правото на избор и контрола на негователите и персоналните асистенти од страна на корисниците? Сметате ли дека средствата кои им ги исплаќате на персоналните асистенти е доволен, например, дали 9000 македонски денари бруто на наместок е доволен за персоналните лица кои ви се ангажирани за лицата со посебни способности? Дали ваквиот ваш брзоплет процес нема да доведи до реинституционализација, земејќи ги примерите од нашето минато? Што планирате со лицата што не сакаат да излезат од Бања Банско? За на крај, во вашите одговори не давате никакво објаснување што планирате со објектот Бања Банско, што инсинуира за ваши скриени намери и интенција дека сепак овој објект ви е наменет за некого. Немам дополнително, не сакам дополнително сега прашање, писмено ќе ви ги доставам и ќе ве молам да ми одговорите. Ви благодарам. Го молам пратеникот Трајчо Димков да се произнесе по одговор добиен од министерот за труд и социјална политика на прашањето што се однесува на тоа зошто лицата од ЈУ Завод за рехабилитација Бања Банско се преселуваат без почитување на нивниот избор и без никаква соодветна поддршка и на кој начин ќе им биде обезбедена поддршка во поглед на сервиси и персонална асистенција, односно согласно член 43 од деловникот да го искористи правото да постави дополнително пратеничко прашање од 3 минути. Има збор пратеникот Трајчо Димков. Повелете. Благодарам. Само малку појаснување колку и за ваша информација. Минатиот пат бе последен на листата зборува и на пратенички прашања и ми беше овозможено некаде при крај на 19 часот беше и затоа побарав дел од пратеничките прашања да ми бидат писмено одговорени. Меѓутоа, веќе во следната фаза, во текот на делот јас и дополнително уште еднаш ги поставив писмено прашањето, затоа што од лошото искуство досега од Министерството за земјоделие да побарав исто така 3 прашања не ми беа одговорени, од почитување од премиера исто така очекував да добијам одговор за почистувачите на воздух за студентските домови и училиштата, каде што тој проект ние вклучително го излобиравме преку амандманска расправа од ланскиот буџет и влезено со можност да имаме чист воздух за учениците и студентите, тогаш ми ветивте дека ќе имам таков одговор и затоа на некој начин сега ги поставив овие прашања. Меѓутоа, идентичен е одговорот за овие прашања, бидејќи се работи за Бања Банско, се работи за деинституционализацијата на овие лица и како понатаму со нив. Имаме сериозни забелешки во однос на тоа како и што треба да се прави, бидејќи, иако тоа е еден процес на некој начин кој
се надеваме дека можеби треба да даде резултат. Меѓутоа, како што реков, бидејќи се работи за асистенти, се работи за институции, се работи за згрижување, се работи дали тие лица ќе бидат сами и дали тие лица на некој начин ќе идат во групни домови или е идентично на она што било во Банско. Дали понатаму како ќе се прави, треба да се внимава и дали нема да ни се случи понатаму ние во делот на нова да се вратиме и да направиме реинституционализација и да ги вратиме назад тие лица после некое време, што би било и како голем проблем. Има примери во регионот, ќе треба да се внимава во однос на тоа. Меѓутоа ќе ви доставам уште едно прашање врз ова, затоа што јас тогаш поборав, не знам каде не стигнало до вас, се работи за лицата со хендикеп кои имаат потреба од ортопедски помагала, чевли со повисница од 5 см, се оставени сами да си ги надокнадат трошоците во висина од 5000-6000 денари. И покрај неповолната законска рамка, владата во овие години не обезбеди поддршка за лицата со попреченост во делот со ортопедските помагала, ниту пак го олесни процесот за нивна пристапност и достапност. Овие ортопедски помагала се клучен елемент во нивната мобилност и во нивниот независен живот. Покрај временската рамка на ограниченост, например, челите може да се обезбедат само еднаш во годината. Сега треба и од джеб да си ги платат. Докаде е договорот за отварање на тендер за изработка на ортопедски помагала за лицата со хендикеп? Зошто е оставено лицата со попреченост сами да си ги покриваат трошоците за ортопедски помагала и дали владата има план да им ги рефундира трошоците за овие изминати 2 години за кои што лицата со хендикеп сами си ги платили ортопедските помагала? Нешто што владата требало да им го обезбеди. Ова е прашањето, ќе ви го поставам во писмена форма и она беше што требаше да ми се одговори, меѓутоа за жал најверојатно во некоја преписка